10 минути пред големата промоција. Далибор, како се чувствуваш? Прекрасно да ви кажам, ете како што кажав и предходната емисија. Малку уморно, но веќе атмосферата се доаѓа до ниво каде што не можам да размислувам на тремата и на уморот буквално. Еве зошто нели? Стигнавме до финалето, мене ми е стварно драго што е така. Ете, буквално 10-15 минути пред почетокот на промоцијата ги очекуваме гостите. Ние сме сите спремни и се надевам дека ќе поминеме на високо ниво како што очекувам. Јас може ќе се повторам со некои прашања. Колку време го правеше албумот? Криси, ако не се лажам, мислам дека година дена скоро помина, заклучно со сите фестивали кои што ги поминав. 2015, тоа е заклучно 2014, и ето скоро една година. Се работеше напорно, се работеше премногу брзо за да стигнеме, да постигнеме, не е мала работа. Мислев дека е лесно, но не е лесно да се направи еден такав албум, еден таков спот за душице и една огромна промоција. Мислам дека е премногу за еден човек сам да го направи тоа. Не сакам да звучам нели да ги плашам моите колеги, нели, но мислам дека сладка мака. Ние се уште не сме го виделе спотот. Меѓутоа ти го вида. Дали си задоволен од спотот? Па презадоволен. Се работеше буквално до последен час. И моја мала кривица бидејќи каснев со снимањето, но ете голема благодарност до екипата наша и ваша, тоа е ексклузив продукцијата и се потрудивме сите, стигнавме на време и завршиме тоа, ќе го видиме за некои си неполни 15-20 минути. Во албумот има 14 песни? Добро, со математика сум скаран, јас си ги делам, значи 9 се нови композиции, половина од нив се, како што кажав, од фестивалите проследени од 2015 година, да не ги именувам сега, нели нема многу време, ќе збориме во друга прилика. И 4 или 5, ако не се лажам, и јас сум збунет веќе не знам, како што ги нарековме бонус траки, тие се песни буквално од мојата 17-та година каде што започнав со песната Разделба до ден денешен, до пред албумот, ќе останат, сакав воедно да биде склопено се. Повеќето песни се вие сте автори на тие песни, така? Негде 80% сум јас автор, тука се застапени и останати, ќе збориме малку подоцна за нив, само да помине промоцијата и ќе образложиме се комплетно што се случува овде во ова хартија, како да кажам. Јас би сакала сега за моите гледачи да го отвориме CD-то пред да го видат тука гостите. Да. Еве насловната страна со водечката номера Живот е мој, така е крстен насловот. Ево одиме понатаму, тука се песните, ќе имате прилика да го видите тоа, нели? Ете го и CD-то за кои се кријат доста нови ситуации, да, но тука внатре што има, ништо најсладко. На моје огромно задоволство, моето синче Стефан. Стефане, тука и јас сакам да добиам од тебе дозвола. Дали после ќе може да земам кратко интервју неколку зборот, Стефан? Како не, колку што ќе биде способен, да. Ќе каже нешто. Да, ќе каже. Да, и последната страна, нормално, делот од песните кои што се застапени на овој албум. Во ред, фала ти, Далибор, што дови за мене неколку минути. Сега ќе те остава малку да се одмориш пред да се качиш на сцена и да испееш твојата песна и да го видиме спотот и се гледаме одма после твоето симнување од сцена. Така е, да земеме здив за кратко, повторно ќе поразговарам. Фала. Уживете. Како што може да забележите, атмосферата во Два Елена веќе е во полнек. Многу гости од музичката естрада и од најблиското семејство на Далибор се веќе дојдени. Во Фолк Ексклузив повторно со нас е Душко. Добре дојде. Како ти се чини атмосферата? Па како што кажав, жешта не чекаме во секој момент да почне промоцијата. Тука сме да му дадеме поддршка на нашиот колега Далибор Ѓошич.
тој мислам дека и како пејач и како автор веќе се докажува, сигурно чекори напред. Така што му посакувам среќа и понатамошни успеси во кариерата. Дали сте запознаени со песните на кои што работеше Далибор? Па се уште не, еве само што стигнав, ќе си земам едно CD и ќе ги преслушам на рад. Дали можеби имате во план некаква соработка да остварите со него? Па да, кога идев навака, ние онака и приватно се дружиме, меѓутоа никогаш не ми паднало на памет дека би можеле да направиме една соработка. Наваму кога доаѓав, се сетив дека може и не би било лошо да направи некоја песна. Почитувани гости, почитувани пријатели, добра ви вечер. Ја започнав со песна, меѓутоа ова вечер имам една друга улога. Ќе ви се представам како водителка. Иако не знам дали добро ќе се снајдам во ова улога, меѓутоа ајде ќе пробам во чест на мојот колега. Сите знаеме за што сме вечерава овде, а тоа е да го проследиме новиот албум, првенчето на нашиот колега, а воедно и спотот за една од песните на овој албум. Ќе ве замолам со еден голем аплауз да го поздравиме нашиот соработник, колега, автор на многу мои хитови, Далибор Џошич. Даги, јас ти честитам од срце за овој успех. Нема ништо да те прашам сега, ќе те оставам овие неколку минути да се представиш со нешто ново од твојот албум. Сам без тебе, со чаша вино покрај себе, за љубов не старано кра умира. Дајте ми вино, дајте добра песна стара, моето срце ми го пара, виолина и гитара. Те сакам само тебе и никогаш ни една друга. Еј, свирачи, свирете ми, ноќва пијам да се смирам. Мојата душа веќе згасна, а ветрот спомни носи, каде ноќва да се скрија. Мојата вода без мира. Сам, а покрај мене, многу среќни луѓе, со љубов и радост живот живеа. За мене таква среќа одамна веќе нема, што ли мојот живот се уште не спрема. Сакам само тебе
исто и нашите колеги и соработници. Колку песни има албумот, дали неколку песни се и твои или па можеби имаат учество некои други композитори? Благодарам на преубавата најава. Пред себе сакал да ве поздравам сите вас во огромен број. Трема постои секако. Да не гледавте во мене, ќе ми беше многу полесно. Јас имам трема, да ти не се секирай. Ала не, кога сме кај албумот, 9 композиции се застапени. Пола од тие песни се од 2015, како да кажам, фестивалски песни, а дел од нив се буквално нови. Ете едно од нив вечерва изгледав, ќе слушнете и албумот нели што се случи во август. 9 композиции сакав да кажам и плюс имам некој бонус, бонус како да наречам таки песни од моето минато, мојот почеток, кој што не можев да ги отфрлам бидејќи ова е мој првенче и мораше тие да бидат застапени, ете буквално од Мораше се да се најде во албумот. буквално да. Каде се снимаш? Пишува на CD-то, зашто ме не прашувате? А не знам, ајде да те Да, прашам. тука се продуцент Деве, го поздравам, Бубе е присутен. Би сами Па затоа те прашам за да го спомнам. Целата екипа беше присутен на снимањето, нели? Бубе, студио City Sound, XL Дејан Мамировски и снимено кај Љупче наша Анастасија. Тројца мои соработници, нели, кои што се застапени на овој албум како продуцент. Значи јас најавив во самата најава кажав дека вечерава имаме промоција на еден спот. Па јас предлагам да го погледнеме, па ќе позборуваме уште малку за спотот, па ќе се дружиме кога. Значи само да најавам, ова е песна двојна од моето синче Стефан, ето го Ќоше ка пее сигурно Душице. Значи спотот е за Душице и посветена на него. Ќе ве замолам за внимание да го погледнеме спотот. Rana ljubovna, pesma pejam od srce, samo za tebe, vrati mi se dušice, vidi do mene. Dušo moja dušice, dušo moja i srce, vreme mine, mladost ludo, ke ni pomine. Dušo moja dušice, dušo moja i srce, ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe. Vreme leči se, a ja zvelam bez ljubov, ne se žive. Pesma pejam od srce, samo za tebe, vrati mi se dušice, vidi do mene. Dušo moja dušice, dušo moja i srce, vreme mine, mladost ludo, ke ni pomine. Dušo moja dušice, dušo moja i srce, ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe.
Нема многу да те прашувам, само да ја кажеш уште, еве да не испуштивме некој на кој треба да му се заблагодариш, значи кој стои позади овој спот, кој ти помогна да се реализира. Така, ево пред се би сакал да наплус до, како да кажем, моите соработници во спотот ќе ги препознаете, мојата колежка Ади Велковска, браќа Нуне, Филип и Раде. Буквално Раде да не беше, ќе признам, да не беше на спотот, отиде спотот во овој. А од причини, да не кажам зашто, Раде не е присутен, нели? Да се видиме, да, нормално. Правдани причини. Ето така, би сакал да поздравам Роса продукција, кој исто така ми помогна. Голем аплауз до нив. АЦ Роса продукција, заедно во соработка со Сител 3 и Ексклузив продукција, ќе ги поздравам цела екипа. Голема благодарност до нив. Многу ми помогна околу соработката како за албумот тука и исто Мистер Компани, него гледам Зоки, ево Зоки, ќе ги поделиме цедењата сега за скоро. Моето студио ИФ, кај се тука се нели? Мојата прекрасна сестра која неодамна ми донесе една прва мукичка, да поздравам не за неја меѓу нас, мојата шминкерка, лична. Ето така и што би рекол друго, благодарам многу до Анета и Молика, моите соработници, што ете буквално од премногу патувања Белград, цел свет, стигна да бидат гости на мојата продукција. Благодарам многу. Падаки честни беше да бидеме вечерава заедно со тебе. Не зборев извини за Молика, не за. Па не кажа и мене. Јас бев прва. Значи ти благодарам уште на што ми овозможи да еве да ја водам јас ова твоја промоција, ти посакувам уште многу успех, пред се здравие, да сме здрави и живи, па успех понатаму во понатамошната работа. И благодарам на сите присутни оваа вечер, на сите медиуми што присуствувавте оваа вечер, што го испочитувавте нашиот Далибор и ви посакувам пријатна вечер. Благодарам на ушувате во контакт. Далибор Јочик, честитам од сето мое срце. Благодарам Криси, еве стигнавме до финишот. Ау, веќе се опуштив, како да кажам, погледнете атмосферата. Благодарност до сите присутни пред се, до нашата екипа, можам слободно да кажам нашата екипа, Ексклузив продукција, нели Сител тројка. Што да кажам, еве слушате во позадина од спотот, ќе го иметувате сигурно за скоро во емисија, нели? И се надевам ќе бидам гостин ексклузивно, но да не откриваме што ќе се случува во скоро време, нели? Што би, не знам што би рекол друго. Кажаме се, ете малку сум под импресии. Да ти кажам, многу поразлично збориш од пред, не знам, час и половина кога ти земав прво интервју. Претходно беше многу стегнат, сега си ме опуштам супер. Со оглед на тоа дека сме само тројца, камера, ти и јас, се познаваме сите и полесно е. Нели, на шала кажав сите вперени погледи во мене, што ќе кажам, како ќе кажам, и не е лесно, кој сака нека каже. Без разлика и многу искусни луѓе, знаат да погрешат, затоа има и јас трема бе постресно, мислам дека помине се како што треба. Кажи ми како си задоволен од Анета Молика? Како водителка, не ја знаеме како пејачка дека е перфектна, тоа тука нема спор. Меѓутоа, како се снајде како водителка? Според тебе? Ете, мислам, супер е прашањето на место, но стварно нема што да кажам, бидејќи ќе кажам со еден збор перфектно. Значи, перфектно за мене значи буквално со сите нишани, девојката, жената, како да наречам, млада е, она и незината група, значи според мене моментално да не ми замери некој врвот во Македонија. И да се надоврзам нели на мојавето, голема, огромна чест на толку, како што кажа, патувања и не знам какви настапи се нема низ целиот свет, да стигнат да биде буквално функција на новинар, на водител и да одработим работата како што треба. И премногу сум задоволен и оваа прилика користам да ги поздравам и да им посакам исто успех за понатаму. Далибор, јас ќе те оставам сега да се поздравиш со своите гости и сите да ти честитаат. И јас уште еднаш ти честитам и за спотот, преубав е, и за девојките од спотот, преубави се и тие, и за албумот, за сите честитам и ние се гледаме повторно. Ти благодарам, Криси, уште еднаш ќе кажам поздрав до Сител тројка, Роса продукција заедно во соработка, поздрав до тебе и целата екипа. Се гледаме за скоро во емисија со нешто ново да не откриеме, најверојатно и во живо ќе. Се си кажа, се
не си кажа. Ја тоа го чував за друга емисија да го кажам, да те најавам. Добро, јас ништо не кажа, само нас спомнав нешто. Нема проблем. Фала ти уште еднаш, Далибор, и фала ти што не покани да бидеме дел од твојата промоција и фала ти што сме ние првите што бевме присутни на песната која се снимаше, бевме присутни кога се заврши албумот, бевме присутни на спотот и сега тука сме на промоцијата. Буквално, дајве за крај ќе кажам, Криси, уште едно големо благодариме до тебе. Што останува? Да не ги замарам сите останати колеги. Бујрум на софрата, одеме на пијалок и да каснеме нешто, бидејќи цел ден сме под стрес. Хајде сега да се опуштиме малку. Се гледаме, чао. Ова не е фолк естрада, ова е фолк ексклузив и моментално се наоѓаме на промоција кај Далибор Ѓошик. Како си ми баше, колега? Добро вечер. До сите гледачи на фолк ексклузив. И фолк естрада. И фолк естрада, се разбира. Драго ми е што имам можност да го поздравам мојот драг колега Далибор Ѓошич и да му честитам за овој успешен потек, издавање на ново CD, на нов албум. И се уште не сум го слушнал, меѓутоа верувам дека е добар, ги имам слушнато повеќето песни. Тоа е за мене. На фестивалите. Тоа е тој. Што би рекол за Далибор Ѓошич? Ова момче, мислам дека требаше да го спроведе ова во дело многу порано, затоа што сите предуслови ги имаше. Го имаше квалитетот, талент голем, убава боја на глас, добра интерпретација. Исто така има он е многу талентиран автор, верувам дека повеќето композиции овде се негово дело. Така што мислам дека ова требаше и порано да дојде овој албум, но никогаш не е доста, нели? Му честитам на Далибор и му пожелувам уште многу вакви успеси. Анита Молика, покрај тоа што е пејачка број 1 во Македонија, многу добро се снајде на сцена како водител. Браво! Како се чувствуваш? Како се снајде? Па сега малку подобро, пошто помина се. Како се чувствувам? Знаеш како, никогаш немав идеја, ниту пак сум размислувала за вакво нешто, меѓутоа кога Далибор ми се јави, ме замоли, сакам рече нешто да биде поинаку, да не биде, значи секоја промоција да биде иста, сакам нешто малце да смениме. Дали ќе се сложиш да ти да ја водиш мојата промоција? Малце се подразмислив како јас сега ќе ја водам, меѓутоа добро, не било многу тешко. Се снајдов сепак. Анита се снаоѓа секогаш. Кажи ми сега, дали ти се допадна спотот, како ти се допаѓа песната? Ајде малку за Далибор Ѓошик да проговориме. Па што да кажам за Далибор? Значи не можам ништо лошо да кажам, освен пофални зборови, спотот е одличен, песната е одлична, а другите песни секако ќе ги преслушам кога ќе си одам дома. На пат за Битола, значи обавезно ќе го пуштиме CD-то да го слушаме. Со Далибор сме, значи, долги години соработници, значи прво колеги, потоа почна да создава песни за нас. Ни направи такви хитови што и ден денес се барат, значи по наши прослави, по свадби, по крштевки и секаде надвори и од Македонија. Така да соработката не застанува тука, соработката ќе продолжи, бидејќи Далибор е еден одличен пејач, златно грло, и што друго да кажам. Се најдобро. Се најдобро, да. Ани, како пројдовте на снимањето на спотот? Беше премногу интересно, со Раде, со Даки, со моите другарки. Ја бев задолжена за да ги соберам девојкиве за да учествуваат во спотот, за да го разубаат на Даки, затоа што Даки заслужува само најдобро. Значи ти беше и организатор и голумица во спотот. Па да, зашо голема обврска е сега и сакав да му помогнам, затоа што он е автор и на моја нова песна што ќе ја пеам на Роса Фест, така да сакав да му помогнам. Значи покрај тоа што ти си дел од неговиот спот, покрај тоа што сте колеги, вие веќе соработувате. Да. Одлично. Кажи ми како ти се допадна спотот сега кога го виде. Првпат ли денес го гледаш спотот? Да, денеска првпат го видов и уште сум под импресија, уште имам и трема, дури целата се тресам од презадоволна сум. Само се заблагодариме на Даки за поканата, за значи учество во песната и во спотот. Си поминавме прекрасно, му посакуваме многу успеси. Немам што да кажам.
А дали ти имаш што да кажеш? Па пред се ни беше чест што учествувавме во овој спот. Благодарност до целата продукција и до Даке што не покани да учествуваме, да ја снимиме песната и заедно да бидеме на овој спот. Ни е чест и понатаму да соработуваме со овој човек. Кажете ми како си поминавте за време на снимањето на спотот, бидејќи јас видов дека има убави девојчиња таму. Па со таква околина секако дека си поминавме супер. Спотот траеше малце подолго, но затоа е волку квалитетен. Колку време е тоа малку подолго, ајде? Па да се снимаше, ја мислам дека едно 12 сати. 12 сати бевме у таа лимузина. Вие што гледате 3 минути, ние бевме 12 сати неис. Па вие сте уживале 12 часа со убави девојки, што се жалиш, не ми е? Не може сите да јат као нас. Мама, како е мама? Добро, одлично. Ние сме најголемата поддршка. Молам? Дали сте возбудена? Како не? Како ви се допадна спотот? Одлично, одлично. Баш ми е драго. Видам и ми се допадна многу. Му честитаме на се и на CD-то и на спотот и со неговата најголема поддршка секогаш покрај него. Која ти е тебе омилена песна? Душо моја. Која песна си не сакаш? Душо Кажи, моја сенце. и срце. Која песна ја сакаш? Душице. Душо моја. Душо моја. Дали мама секогаш ќе биде до него и секогаш ќе му биде најголема поддршка? Мали нозе откако покажува интерес за музиката, секогаш сме покрај него, за се го поддржуваме и јас се надевам дека ќе има уште и понатака повеќе успеси, па му честитам и од сега, па Јас се надевам дека за сите 14 композиции ќе има и спотови и ќе доаѓаме на стипена промоција. Јас обожавам промоции. Да, гледам, приметувам Криси. Значи на рад не ме остави за овие месец, се шалам. Дај Боже, дај Боже да се гледаме само за вакви убави работи. Ете поздрави од мојата фамилија како за крај, нели, најбитната работа. целата екипа. По мојот живот. Ете, ние остануваме да си ја пееме Душице, а вие можете слободно да исклучите камерата и да уживате заедно со нас. Кажи чао, тато. Чао. Чао сите. Ве сакаме.